Кандидатот за градоначалник Оливер Илиевски заедно со подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски најавија повеќе проекти за Куманово. Реконструкција на Соколана, спомен костурница, спортската сала, Мој еколог се само дел од предвидените проекти во програмата. Акцент ќе се стави на зелената агенда, двојно повеќе зеленило за секој нов квадрат бетон, гасификација, продолжување на булеварот Октомвриска револуција и негово поврзување со автопатот Е75, најави Илиевски. Само од буџетот на општина предвидуваме 60 милиони денари, односно околу 1 милион евра годишно за ново изградени улици, за реконструкција и проширување на постојните сообраќајници, со што ќе зголемиме безбедноста на учесниците во сообраќајот и ќе го подобриме сообраќајниот крвоток во градот. Како човек кој има повеќе од 15 годишно искуство во реалниот сектор, добро ги знам проблемите со кои се соочуваат приватните стопанственици. Затоа, заедно со владата, неуморно ќе работиме на економските политики насочени кон подобрување на деловниот амбиент, на нови странски, но и домашни инвестиции во Куманово и она што е најбитно, на достоинствени плати кои ќе ги задржат младите и за кои за прв пат во нашата земја ќе го направиме приватниот сектор поатрактивен од државниот сектор. Во однос на младинските политики, планираме изградба на мултифункционални игралишта како поддршка за младите за рекреација и спортување, детски катчиња низ целата општина, како и на авангарден парк. Илиевски најави инвестиции во образованието, изградба на 2 нови градинки во населбите Тоде Мендол и Перо Чичо, како и целосна реконструкција на 11 основни и средни училишта. Спасовски истакна дека Оливер Илиевски е единствениот кандидат социјалдемократ и дека е најдобриот избор за Куманово. Тој презентираше дел од проектите кои владата на СДСМ ги има имплементирано во Куманово последниве години. 120 милиони евра се вложени во Куманово и околината на Куманово од страна на владата и институциите од централно ниво. 120 милиони евра со кои што ги бришевме раните и трагите кои ги остави режимот и уште не можеме да ги залечиме. Рехабилитиравме над 85 километри локални и регионални патишта, како што се Куманово Свети Николе, Куманово Никуштак, Куманово Опае Ступчане Белановце, кои што целосно се завршени и реконструирани. Куманово Крива Паланка регионалниот пат од село Војник до Страцин и Страцин Крива Паланка, граничен премин Деве Бајр, како главни патни инфраструктурни артерии кои што ќе креираат можност за развој на целиот овој регион и многу други патишта кои што не беа чепнати во изминатите 50 години. Направивме 3 училишни спортски сали преку Министерството за образование. Едната за економското училиште, втората во училиштето Ероним Дерада во Черкезе и третата сала е за средното техничко училиште Наце Буѓони во Куманово. Нагласи дека Илиевски има програма и проекти и решенија за целосен развој на Куманово како што треба да биде европски модерен урбан град, град на соживотот.